Аутизмот по дефиниција е нарушување на невролошкиот развој што се одликува со намалена способност за социјализирање, комуницирање, како и со ограничено и повторливо однесување. Најчестите симптоми на аутизам се забележуваат пред пригодишна возраст. Тие можат да бидат благи, некогаш незабележителни и може да варираат во зависност од децата. Научниците се уште се опитуваат да откријат која е вистинската причина за ова нарушување, меѓутоа постојат докази кои покажуваат дека гените играат голема улога. Токму на оваа тема мој денешен соговорник е магистерот по детска психологија Елена Мицовски. Ќе разговараме околу 20 минути, колку што ни дозволува времето, токму на оваа тема аутизам, доста актуелна, посебно во сферата на образованието и на хуманистичките науки. Може би така неспремни в македонското образовно поле се стекна кога станува збор за аутизам, но какво е вашето искуство? Пред се, фала за поканата. За мене секогаш е чест и задоволство да присуствувам во вашите емисии, особено кога се работи за тема аутизам. Значи, во Македонија пред 4 години беше ратифицирана Конвенцијата за инклузија на децата со посебни потреби, вклучително и инклузија на децата со аутизам во училиштата. Значи, инклузија на децата со аутизам постои во Битола, во Македонија и се одвива на едно, да речем, многу добро ниво. Сега, затоа што теоретски постојано сме бомбардирани сите од ова што значи инклузија, некои такви термини, сето тоа, но проблемот е се уште тука, на некој начин, предизвики за родителите и за самите деца, за вашите ученици, сето тоа. Што значи точно според тие програми, според таа ратификација, поимот инклузија во општеството? Инклузијата всушност представува посета на децата со посебни потреби во нормалните училишта. Ќе почнам од почеток да зборувам, значи, за процесот на самата инклузија. Значи, најпрво родителите треба да го класифицираат своето дете, да го категоризираат, да се направи една категоризација, односно да биде определена точната диагноза на нарушувањето на детето, доколку станува збор за аутизам или за други нарушувања од аутистичен спектар или пак сосема некоја друга диагноза. Со тоа што тука родителите имаат еден бенефит, односно има паричен надомест од државата, кој што може да биде искористен на најразличен начин. Откако детето ќе биде категоризирано, се запишува во нормално училиште, во согласно со логопед, психолог, дефектолог, за детето би требало да биде изготвено посебна програма. Сега, бидејќи секое дете со аутизам си има своји нарушувања, да речам, своји проблемни сфери на однесување или на комуникација, некој дете може да има говор, да биде вербално или невербално, и во зависност од неговите способности и во зависност од тоа детето што не може, се изготвува една програма со која тој што ќе може да ја посетува редовната настава. Пример, доколку детето е во второ, трето одделение, не мора да значи тоа дека треба да учи како и другите деца собирање до 1000 или множење и делење, може едноставно да учи собирање 1+2 или собирање до 10, секако со помош на други средства. Бидејќи аутизмот е состојба и најчесто кога станува збор за програмата со посебни потреби, битката е голема помеѓу наставниците и родителите. Мал е бројот, барем според моето искуство, кои се трудат веднаш да го прифатат проблемот кој се јавува во животот на нивното дете и веднаш да реагираат за да може навреме да ни се помогне, за да не го одовлекуваат. Каква е соработката со родителите? Како родителите се поставуваат и еден апел
ете, никој не сака да му се случи, Точно. но сепак се случува, реалност. Така, раната детекција е најважна од се за да може да се започне терапија со детето со аутизам и да има многу голем напредок. Значи, колку порано бидат откриени првите симптоми, бидат забележани, родителите го прифатат сето тоа, разговараат со матичниот лекар, педијатар или посетат психолог, психијатар, сето тоа, мислам, придонесува за рана детекција и навремено да се отпочне со работа, со терапија со таквото дете. И доколку, пример, со едно дете се започне со работа со терапиите, значи кои што се најдобри за работа со децата со аутизам на 3, 4, 5 годишна возраст, колку толку тоа дете ќе биде спремно за да започне и на училиште, ќе може полесно да се адаптира во училишната средина и нормално сега треба да се разговара и со останатите деца, родителите на другите деца, на кој начин тие да го прифатат тоа дете, што да се очекува од него, се она што може да се очекува од неговото однесување, за да децата, другите деца да не го исмејува, да биде прифатено и да му помогнат кога нешто не може, да бидат и тие вклучени во самиот процес на интеграција. Најдобро е кога детето посетува настава придружено од личен асистент, односно доколку си има негова лична придружба. Лично јас сум придружба на училиште со едно од децата од кои што работам. Сега, мојата улога тук, знаете, наставничката не може истовремено на 20 деца да му објаснува поконкретно, а тука децата со аутизам сакаат поголемо внимание, подолготрајно објаснување, повеќе време им треба подолго време им треба да решат некоја задача или она што се бара од нив. И наставничката сама не може да обрни толку многу внимание за да има напредок и детето да го совлада материјалот. Затоа е добро и препорачливо со детето да има придружба, односно личен асистент, кој што би ги надоместил сите тие работи. Значи, детето е вклучено во образовниот процес, а личниот асистент му помага да ги заврши активностите кои што се бараат од него, да му помогне во она што не може да го направи, да му објасни. Сега, и доколку има некои проблеми во однесувањето, да знае на кој начин да ги контролира, да го задржи вниманието. Исто така, може да се случи детето без никаква причина да плачи на час. Тука наставничката, ако почне да му обрнува толку внимание, отиде часот. Отиде часот, се руши целиот тек на наставата, другите деца се занемарени, се само да му се обрни внимание на другото дете. Во ред се случува и таква работа, но мојата должност е да го контролирам неговото однесување, да му помогнам во сето она што не може. Пример, некогаш може да се смее или да пее на час. Сето тоа, мислам, како и да речеш, го ремети планот на наставата и тука е мојата улога. Сето тоа однесување да го контролира. Сега, повеќе би сакала да поразговараме за когнитивните способности на овие деца, како тие се развиваат, колку, каде се најдобри, каде се најслаби на некој начин, за да може и да им се даде адекватна помош и од нивните родители, од нивните соученици, од наставниците. Верувам дека со оглед на тоа дека веќе 4 години има наставна инклузија, дека веќе има обучен кадар кој може да се справи. Така, значи, уште од самиот почеток на работа треба да се види што е тоа што детето сака и што е тоа што детето може. За тоа да може максимално да се искористи и да преку тој процес на тоа што детето може да се научи она што детето не може. Или доколку сака некоја играчка, таа играчка да се искористи на сите можни начини, од учење на боја, на форма, се што може да ни дозволи. Сега, децата со аутизам исто така се многу надарени. Најчесто засегната е социјализацијата, но тие многу добри се во јазици, во географија, во памтење на телефонски броеви, реклами. Секој дете индивидуално си е многу надарено во нешто. Конкретно со детето јас кое што работам е многу надарено за јазици. На училиште прават тест, значи не оди по специјална програма, оди програмата што е за редовна настава, прават тест по англиски, само тој ги пиши зборчињата правилно како што се. Тоа, значи, нема проблем. Неверојатно се развива тој дел за
перцепција повеќе за впивање, што да, ми кажа тие имаат народски. многу добра визуелна меморија и зборчињата ги запамтува онака како што се. Значи нема поместување на букви, буквите се така наредени и тој збор е така, за него нема промена. Бидејќи имаат многу добра визуелна меморија, затоа и дава толку добри резултати. Некои имаат многу добар слух. Јас и минатата година го препорачав еден многу добар филм, Мозокот на Југо се вика. Гледачите можат да го најдат на YouTube и е објаснета многу добро сликата на децата со аутизам, како тие биле прифатени или отфрлени во процесот на инклузија на училиште. Баш имаше еден пример, мајката го носи своето дете да посетува часови по пијано и учителката свири една мелодија, дете заседнува и свири перфектно. И наставничката се обраќа кон мајката, па вашето дете му вели колку време има посетувано часови по музичко. Не вика, ова е прв пат кога детето му седнува пред пијано. Значи тие се перфекционалисти, за нив перфекционизмот функционира на најдобар ред. Интересно. Да. Но бидејќи сте магистар по детска психологија, и оно што ние зборуваме цело време за децата со аутизам, но да кажем и децата кои не се во оваа категорија, односно не се со категоризација, се има забележано веќе дека се на повозрасни прозборуваат. Така. И тоа е еден проблем, затоа што нашите генерации знаеа на година така. веќе да испуштат крици. Првите зборчиња, така. Колку технологијата и што од една страна се вбројува дека е технологијата виновна за тој закаснет развој и напредок кај децата, но и комуникацијата со родителите беше напомнато. Така. Па, знаете, мислам и самите, децата во денешно време, малите деца, мислам, почесто посегнуваат кон телефони, таблети, компјутери, и тоа им е поинтересно да гледаат нешто и да молчат, отколку да разговараат нешто или да бараат нешто од некој. Тие сите игри на компјутер, да, са некои игри стварно можат да развој на мислење, развој на перцепција и сите тие когнитивни процеси да ги развијат, но тука заостанува малку комуникацијата. Сето тоа и јас мислам дека е предизвикано од игрите или живееме во едно модерно време каде што живееме еден брз, динамичен живот, каде што родителите немаат многу време да му обрнат на своето дете, па и тоа е една причина. Значи, на детето треба да му се зборува. Колку повеќе слуша говор, толку побрзо ќе репродуцира говор. Бидејќи се ближиме кон крајот на нашиот разговор, социализацијата. Нешто и медиумски, и во разговорите наставниците со родителите, и цело време се зборува социализација, но повеќе како да станува се на теорија и накажано, се повеќе децата стануваат индиферентни, па и возрастните може да се каже на некој начин. Сите се пополека стануваме свет за себе и се оттуѓуваме. Така. А сепак цело кога има се, не може, не е видено во општеството да се менуваат мислења, сепак да постојат толку многу индивидуалци. Бидејќи вие функционирате настава со деца, сето тоа, каде се греши во тој принцип на социализација? И што треба да се направи? Знаете како на децата со аутизам многу тешко им е да постават прашање или да побараат нешто од некој. Треба многу вежби, треба многу работа. Значи, ако детето го пуштиме да оди само на училиште, тоа не е доволно за неговата социализација. Сето тоа треба да се вежба. Една од најдобрите теории за терапии за работа со аутизам е АБА терапијата, преку која што вежбаме со децата, значи како тој да оди во продавница, да кажи што сака, да извади пари, да плати, да се заблагодари, сето тоа. Вежбаме ролеви игри, иницирање на разговор, како тој да го праша другарчето дали ќе дојдеш со мене. Тешко е, не знам зашто, но стварно им е тешко да побараат нешто од другите луѓе. За него е подобро да стои и да чека некој да му е фрли топката, отколку да праша дали може да игра со вас. Треба многу вежбање и
Сакам да кажам дека самото одење на училиште, значи самиот процес на инклузија не е доволно за овие деца да се социализираат. Ете како што споменавте на почетокот, се отвори и едукативниот центар за деца со аутизам. Тука ќе се работи со најдобрите терапии за деца со аутизам, односно АБА терапијата пред се. И ќе може децата полесно да бидат подготвени за стапувањето на училиште и да се подобри се тој процес на социализација. Бидејќи споменавме во прилогот дека се уште не располагаме со конкретни бројки на лица кои би го посетувале овој центар, но сите оние кои се заинтересирани, на кои им е потребна вашата помош и кои сакат нешто да променат, можат да ве исконтактират и да го посетат центарот. Да, значи тоа што не знаеме точна бројка на посетители се должи на тоа што нема секое дете со аутизам или аутистични симптоми не е категоризирано и не е определена неговата дијагноза аутизам. А кога се прави тоа? Категоризацијата се прави откако ќе бидат забележани првите симптоми, значи родителите се обраќаат во центарот за ментално здравје и таму се поставува дијагноза и се категоризира детето. Само уште едно што ми текна е. Да. Бидејќи ете во градот побрзо се живее за разлика од во руралните средини. Така. Оние каде е поголема бројност на децата со аутизам, во градските средини или во руралните? Сега не располага, центарот не располага со таква информација, но мислам дека во градот. Може би тоа е една и како причина за појава на аутизам, загаденоста на воздухот, изложеноста на токсини, пестициди, генетски модифицираната храна, доколку, ајде да речеме во село, доколку луѓето одгледуваат сопствени производи, зеленчук, овошје, и јадат поздрава храна, може би и на тоа се должи, но центарот не располага со таква информација. Па да се надеваме дека наскоро ќе добијат информациите. Да, ќе бидат направени истражувања. Исто така сакам да споменам дека посетата на центарот, односно едукацијата на децата во центарот ќе биде бесплатна и бидејќи се предвидува децата таму да се задржуваат повеќе часа, ќе имаат бесплатна ужина. Во иднина се планира да има и бесплатен превоз. Сега, како контакт телефон, јас ќе го дадам бројот на председателот на Сдруженијето, односно Владимир Стојановски, 072-712-828 или на Јасмина, 075-806-996. Па слободно можат родителите да се јават, да закажат термин или да се консултираат за нешто со терапиите. Мислам, за секаков вид информација, слободно да се јават и да не исконтактираат. Елена, јас ви благодарам многу за вашето гостување во Утринската програма. За поканата. Се надевам дека информативно и позитивно им влијаевме овие 20 минути на гледачите и ќе може да ви сконтактираат на броевите кои ги кажавте. Така. И на некој начин вие на секако ќе можете да им помогнете. Да, се надевам родителите да не се срамат и да излезат во пресрет на своите деца, бидејќи како што кажав, раната детекција е многу важна и тој процес на адаптација на училиште ќе биде полесен доколку прво се посетува едукативниот центар, па придружба на училиште ќе има многу подобар ефект на таа инклузија во училиште. Секако. Ви благодарам многу. Фала и вас. Почитуване, ние одиме понатаму со Утринската програма.